Добар ден, ви посекуваме од студиото на Канал Плюс во Штип. За кратко се селиме во регионот за да ви ги пренесеме најактуелните содржини од областа на аграрот во рамките на ова 38 издание на Агроисток. Во Берово и Делчево се одржа значајна манифестација посветена на шумите. Малешевијата ги славеше шумите преку манифестацијата Forest Fest. Со тридневна програма во Берово и Пекчево, Малешевијата ги славеше шумите преку голем број на настани во рамки на второто издание на Forest Fest 2016. Фестивалот започна со промоција на книгите 99 билки и бобинки од Стојан Арменски, од Суар до Трупи, од Магаре до Круп, од Бранко Марковски. Одговорно тврдам дека Стојан, авторот Стојан Арменски, е еден од најпосветените љубеници на природата, односно на шумата. Книгата содржи, како што и самиот наслов зборува, 99 билки и бобинки од Малешевијата, што е почеток. Значи, оваа едиција ќе доживее и свое проширување, бидејќи во текот на периодот кој престои се надевам дека ќе излезе проширената верзија на 99 билки и бобинки, па ќе бидат веројатно над 100, но тоа го оставам на авторот, а инаку се однесува на 99 билки и бобинки од Малешевијата, на богатството, на азното кое несомнено го имаме во Малешевските планини, и тоа се сите билки кои се тука присутни во Малешевијата. Тоа се билки за кои ние делумно сме свесни, делумно за прв пат ќе ги видиме токму во Стојановата едиција. Пошто нашата, мојата Малешевија изобилува со 60% од површините во дрвен фонд, а јас тука живеејќи во таа средина, ми чинеше задоволство да го обработам овој материјал преку живеанието на Берово, на Малешевијата. И од искона до денеска, од магарето, па преку запрежните коли, конне, начинот на експлоатација, до современата експлоатација преку економското поголемо искористување за индустријски потреби, го имам сведено материјалот во една таква содржина. Еве денеска бевме присутни на промоција на две книги во библиотеката. Имаме настан за промоција на еден проект во кафе бар Тропик и вечерта имаме презентација на филмовите за Источнопланскиот регион. Тоа е почеток на Forest Fest и драго ми е што од оваа година и општина Пекчево заедно како микрорегион со Берово, Малешевија, микрорегион, сме вклучени во овој проект Forest Fest и верувам дека ќе го продолжиме традиционално понатака да го поддржуваме, затоа што сепак треба да се даде акцент на убавините што ги имаме и убавините од кои што можеме да просперираме во иднина како микрорегион. Во рамки на настанот се одржа и форум за презентација на резултатите од проектот на Националното здружение на сопственици на приватни шуми, насловен Еколошко прифатливи техники за намалување на екстремните процеси на ерозија во опожарените шуми, а беа промовирани видеа подготвени во рамки на програмата за зачувување на природата во Македонија. Сакаме да дадеме акцент дека е нужно, потребно тој фонд за пошумување на голини и ерозивни места да се поново реобнови, ревитализира и да почне да функционира во државата. Се залагаме за обновување на фондот за шуми како можност каде што реално на долги патеки може да се креираат програми кои што ќе бидат во функција на обновување на настрадали шумски екосистеми или подигна на нови шумски екосистеми. Други можности за рурален развој постојат преку мерката 122 на Министерството за шумарство и водостопанство. Тоа се мерки кои што се практично наменети за набавување на опрема која што се користи во шумарството. Одредени предели кои што се многу развиени, силно развиени, се појавиле веќе процеси на ерозија и е потребно да интервенира човекот, односно со правење на така наречени фашини, со правење на плетери, со правење на контурни ровови и така натаму и така натаму. Централната манифестација на фестивалот се одвиваше на Беровското езеро, каде покрај културно-уметничката програма се одржа и надпревар во шумарски вештини, работилница за ученици од основните училишта, а беа презентирани локални производи на сеемската поставка на фестивалот. Производим фирма на еко чаеви
и баш све што се да наći u prirodi. Ако видите има околу 20 врста семена шумски производа, имамо и од фабрике сокова. Па вака имаме повеќе врсти на сирење. Нашето сирење доста се продава и во Скопје, таму највеќе, исто така и во другите градови, по Охрид, Струга. И понатаму, како министерство, ќе продолжиме да ги поддржуваме ваквите манифестации, да не останат само на оваа втора поред Forest Fest 2016 на Мелешевија, туку да овозможиме овие да бидат помасовни собири и да ја подигнат свесноста за значењето на шумите како природно богатство. Рачунајќи дека ова ќе биде и во иднина традиционален настан, да со должна почит на некој начин му дадеме должно внимание на шумарството, бидејќи шумите се ресурс на која Малешевијата рачуна и треба да биде во секој поглед развојна компонента за развој на луѓето во Малешевијата и во регионот. Целта на нас е да има одржливост во шумарството, со тоа што гарантираме дека секојаш има шума, има секојаш и бенефити и благодети. Јас имав една порака да работиме заеднички и двете општини, да ги искористиме природните ресурси, но со намера да ги искористиме позитивно за развој на туризмот и за привлекување на туристите. Една од поинтересните што денеска очекуваме да започне е проектот кој што го спроведува Сојузот на извидници на Македонија и можам да кажам дека овој проект е многу интересен, бидејќи во минатото беше многу повеќе активен во регионот. Инаку во бизнис инкубаторот во Берово во рамки на Forest Fest се одржи презентација на тема шумарството и руралниот развој, по која следуваше панел дискусија за истата тема, додека посетителите имаа можност да присуствуваат и на изложбата на дрвени алати и алати користени во шумарството која беше поставена во музеот на град Берово. Последниот ден од фестивалот беше резервиран за атрактивните джип, планинарски и велосипедски тури кои се одржаа на Беровското езеро и кои имаа надпреварувачки карактер. Фестивалот Forest Fest инаку е поддржан од CMVP Македонија во соработка со општините Берово и Пехчево, Националното здружение на сопственици на приватни шуми и програмата за зачувување на природата во Македонија. А во Овчеполието започна реконструкцијата и санацијата на дел од каналската мрежа на хидросистемот Брегалница. Увид во текот на работите изврши заменик министерот за земјоделство Ванчо Костадиновски. Денес сум присутен тука помеѓу земјоделците во село Врсаково, општина Штип, на увид во градежните активности поврзани со санација и рехабилитација на групниот канал 18, кој што доаѓа од главниот магистрален канал од водостопанство Брегалница, од акционерско друштво водостопанство, од подружницата водостопанство Брегалница и целта е да направиме увид да видиме до каде се стигнати градежните активности. Тука со мене и изведувачот на работите од компанијата и заедно со сите присутни, со градоначалникот, со пратениците од овој регион, целта ни е да можеме да направиме увид и да видиме за овој проект за кој што се одвоени средства во износ од 1.200.000 евра, дали изведувачот може да го стигне рокот согласно договорот, бидејќи договорот е потпишан и е внесен во работа некаде на крајот од првиот квартал од оваа година, некаде почетокот на април месец и согласно информациите кои што ги имам и увидот што го направив овде, добиваме уверение дека до крајот на годината комплетно овој проект целосно ќе биде завршен, со што ќе се овозможни целосна санација и рехабилитација на групниот канал 18, кој што во суштина представува доставување, доведување на вода за наводнување за овие села во општина Штип, кои што офаќаат површини во вкупна површина во вкупна големина од 1500 хектари и всушност оваа вода е наменета за наводнување на површините во селата Врсаково, Срчиево, Кривидол и Кадрифаково. Исто така еден дел фаќа и во делот на Тричешми кон Сушево, кон аеродромот до аеродромот во село Сушево и по реализацијата на овој проект, значи кој што има за цел целосно воспоставување на нов цевковод. Претходниот, значи она што бил изграден во дамнешно време е бетонски канал отворен, сега се става значи нов цевковод
кој што ќе биде поквалитетен, потраен и ќе овозможи квалитетно и брзо доставување и испорачување на вода за жителите од овој регион. Друго нешто што сакам да кажам е дека должината која што се санира е некаде околу 6 км, поточно 6,3 км. Вкупната вредност е 1.200.000 евра. Впрочем, ова е еден дел од проектите од водостопанската од програмата за инвестиции во водостопанска инфраструктура, од 10-годишната програма која што имаме објавено и која што изнесува вкупно 200 милиони евра. 1.200.000 евра се наменети за овој проект и не само за овој проект во овој Штипско-Карбински регион, туку и како што имав прилика во минатото да спомнам, во тек е подготвување на тендерската документација и наскоро ќе биде објавена за ревизија на проектот за изградба на брана Баргала во вкупна вредност од околу 10 до 11 милиони евра. Очекуваме до крајот на годината да се заврши целата постапка поврзана со подготовка на тендерската документација, односно завршување на тендерската постапка, изготвување на проектна документација која што ќе значи можност да на крајот од годината или почетокот на 2017 година објавиме тендер за изведба на работите поврзани со изградба брана на Козијачка река, брана Баргала, која што треба да се изгради во период од 3 години по завршувањето на постапката. Овие се капитални проекти, едниот дел значи изградба на брани, кои што ќе значат сопирање на дивите води и превентивна заштита за населението од поплави, за земјоделските површини, за населението, за нивните објекти кои што домуваат, но исто така добар дел и за наводнување на земјоделските површини, што дават дополнителна вредност на земјоделското земјиште во тој крај и добра база и основа за инсталација на системите капка по капка, што ќе значи повисок принос, пониски трошоци и повеќе приходи за земјоделците. Ние денес, покрај тоа што сакаме да направиме увид на работиве и да побараме од изведувачот целосна посвета на овој проект и придржување на рокот во договорот за завршување на овој проект и можност за земјоделците од овој регион, од селата Срчиево, Врсаково, Кривидол и Кадрифаково и делот од Тричешми накај Сушево, да овозможи спасување на еден дел од нивните посеви кои што ги имат насејано и да побрза со рокот на реализација во еден дел од каналската мрежа и да може да се испорача вода за наводнување на нивните култури кои што ги имат веќе насадено. Ние добиваме уверение од него и се надеваме дека ќе направи напори да се обезбеди количина на вода која што ќе може да покрие дел од површините од овој регион. Ова е накратко, значи да ја информирам јавноста и да се запознам да ги запознам земјоделците од овој регион и се надевам дека и понатаму ќе имаме добра соработка и со земјоделците од овој регион и нормално со сите структури, вклучувајќи и општината, пратениците и се што е во насока на изградба и рехабилитација и санација на системи за наводнување како дел од инвестиционата програма на владата. Покрај споменатите проекти кои што ги кажав за завршување на овој проект кој што веќе е започнат и она што е предвидено согласно програмата за изградба на брана Баргала и подготовка на тендерската документација, ние имаме во планот и набарање од жителите и земјоделците од село Чардаклија и од Крупишкиот регион да направиме одредени зафати кои што ќе овозможат доставување, доведување на техничка вода до село Чардаклија во вкупна вредност на проектот од околу 3 милиони денари и изградба на зафат на модар мост кај Крупиште, со што ќе се овозможи наводнување на околу 50 хектари оризови ниви во Крупишко поле. За таа цел ние ги имаме обезбедено средствата. Значи, и се надеваме дека оваа криза набрзо ќе заврши, со што ќе можеме да подготвиме тендерска постапка, за да можеме да избереме изведувачи за да ги реализираме и овие проекти кои што се набарање од жителите. Вкупна вредност е околу 6 милиони денари. Морам да кажам дека овие проекти на владата на Република Македонија за нашата општина за Источна Македонија се многу значајни, посебно за селското население. Ново се вклопува во проекциите на владата за враќање на луѓето во селата. Ние како општина тој проект го спроведуваме веќе 3 години. И знаете дека преку инфраструктурата која градиме во овој регион, во Чепулијето, во Лакавичкиот регион, Плачковичкиот регион, сите села ќе добијат патишта. Го решаваме проблемот со водоснабдувањето и конкретно
планираме во наредниот период да градиме канализациони системи. Чим имаме вода за наводнување, а овче полето знаеме дека во летниот период може да има температури над 40 степени, чим луѓето имаат асфалтни патишта и улици, убави услови за живење, лично мислам дека мотивот да се враќаат постои, а доказ за тоа се селото Суди, каде веќе имаме 5 нови жители, порно живеа само 5 луѓе, обновени куќи. Доказ за тоа е село Врсаково, каде имаме 15 нови куќи за последните 3 години. Доказ за тоа што се враќаат млади луѓе и во Врсаково веќе имаме новородено дете. Тоа покажува дека политиките на владата најдобро се гледаат токму овде и лично мислам дека изведувачот ќе побрза, ако треба ќе работи во 3 смени, за да некаде средината на јули го завршиме првиот дел од цевководот, за најплодното поле во Македонија биде наводнувано, бидејќи знаете дека тука има и по 7 реколти на косење на луцарка, а таа луцарка, да речеме, овде се преработува во погоните во Врсаково и оттаму оди во европските земји, посебно во Грција, и мислам дека на жителите нема да им направиме да имаат никаква штета. Инаку да кажам дека дел од главниот магистрален канал го офаќа Врсаковско поле, така да тоа ќе се наводнува. Можеби Срчиево, Кривидол, Кадрифаково, Сушево и Три чешми ќе бидат нешто оштетени, но нека се направи, ќе трае 50 години. Бидејќи бевме сведоци дека минатата година имавме голема хаварија овде, и ако не се вклучеше општината, практично луѓето ќе останаа без вода за наводнување. Го решиме заедно со жителите за 3 дена и го решиме. Сега се решава трајно за 50 години. Мојата благодарност огромна до владата, до Министерството за земјоделие за целиот ангажман во нашиот регион. И јас би порачал, овде имаме на река која се вика Судишка река. На Судик на времето се вршено одредени хидролошки мерења. Имаме услови за изградба на мала акумулација. Незината изградба ќе значи нови 1000 хектари наводнување во делот кој се наоѓа над магистралниот канал. Па добро ќе биде. Ово до сега до Три чешми, ако додека може да се направи, да се спасе полето, например, до Три чешми највеќе. Тука од големо значење ќе биде. Има големи површини со луцирка, пасејани и други култури, лојза и други ред работи и нема да бидат жедни за вода. Мислам годината самата носе дека има вода, ќе има потреба, од големо значење ќе биде. Поправката е многу паметно што ќе се направи. Оваа поправка ќе кошта пари, стварно ќе кошта пари, ама земјоделците имат производство, може да произведуваат луцирки, мумуруски, некои други продукти. Балкан Еко Фруит започна со расадувањето на индустрискиот домат на површините меѓу Долни и Горни Балван. Во план е да се засадат над 70 хектари сопствени површини. Балкан Еко Фруит, најголемата компанија за производство и преработка на овошје и зеленчук во овој регион, започна со расадувањето на индустрискиот домат на површина од околу 70 хектари. Конкретно што се работи на овие површини во близина на Горни Балван? Значи се наоѓаме во Горни Балван, површините се на фруктана. Лани правевме проба некаде на 120 декари, посадивме некој домат и се покаже успешно. Затоа направивме и набавка на еден комбајн, кој што вредноста беше и до 160.000 евра. Целото производство е контролирано, значи, од Балкан Еко Фруит. Се занимава исклучувано или со преработка на овошје и зеленчук, значи сме заинтересирани, значи, за производство на домати за фабриката во Свети Николе Балкан Еко Фруит. Балкан Еко Фруит не само што ги следи, туку и ги применува најновите достигнувања во агротехниката, со што во голема мерка заштедува и средства и работна рака, бидејќи на овој начин се зголемува ефикасноста, но и квалитетот на работата. Имате, гледаме, специјална опрема која многу ви олеснува работата и поефикасно работите со неја. Значи технологијата во се оди напред, така и во земјоделието, значи набавивме нова приклучна механизација за садење на домат, која што, значи, приклучна механизација го зголеми како ја зголеми површината на садење по ден, исто така и квалитетот на садење, значи у смисол на растојанието кој што досега беше проблем. Точно, значи, се одредува растојание меѓу коренот, меѓу редот, значи се. Колку луѓе се ангажирани околу? Значи, во оваа операција се ангажирани 9 души, кои што за 8 работни часа, значи 7 ефективни работни часа, може да насадат и до 2 хектари, значи 20 декари. Доколку беше на класичниот начин, колку луѓе требаше да бидат ангажирани и колку време за ова? Дали имате правено? Значи, ние лани беше на оној класичен начин со обичните машини, не можевме повише од хектар, значи 10 декари на 8 часа да посадиме. И тоа го правевме некаде и до, да речеме, 17 па и 20 луѓе. Расадот од кај го набавувате и после тоа овде систем капка по капка? Расадот е од ремонирана фирма, значи од Магамак, Скопје.
системот е израелска, значи набавка исто од Магамак. Сетиот расат е во повеќе сорти, значи така и периодот за садење имаме повеќе сорти, тука значи е рокер, магента, имаме некои хибриди нови кои што треба да пробаме да знаеме за догодина што би било најдобро на овие површини. Водата ја имате близу? Да, имаме значи два приклучока на вода од хидросистемот Златовица, меѓутоа и од Калиманција, од каналот многу блиску до нас. Во план е колкава површина вкупно да насадите? Значи, по цел мониторинг на Балкан Еко Фруит, планот е да се оди до 60-70 хектари. Механизираното расадување на доматите има повеќе предности. Олеснета им е работата и на непосредните извршители, изголемени се површините кои се засадуваат во текот на работниот процес. Колку гајби? Многу. 3-4 камиона. Да. Олеснета ли е работата со оваа механизација? Да, добро, убаво се саде. Па не иде рачно дека не фане, ама повеќе убаво иде. Одлично е, петка е. Петка одлично. Олеснета е. Не е рачно, машината убава работа е. Рачно по-лошо е. Рачното е лошо, ово е добро. Тешка ли е работа? Не. Часа работите денес? По 8-9. Ланските опити покажаа дека со примена на сите агротехнички мерки може да се постигнат приноси од 60 до 120 тони по хектар, што представува рекорд на овие простори. Освен од сопствените површини, Балкан Еко Фруит им нуди кооперативна соработка и на градинарите кои на сопствените површини ќе засадат домати. А производителите на млеко незадоволни од состојбите во оваа гранка реагираат на ниските откупни цени на млекото, кои се на најниско ниво во последните 5 години. Освен со цените, тие мака мачат како да обезбедат и овчари кои се помалку ги има кај нас. Лоши денови за млекопроизводителите. Цената и на овчето и на кравјото млеко оди надолу. Никој не знае зошто се случува овој ценовен дисбаланс, поради што млекото станува поевтино од шише минерална вода. Цената на млекото е ниска и се уште паѓа надоле, значи. Па секој месец ни нови цени. По договорите таму што да не речам принудуваат не да ги подпишеме, оти нема дека да ги да го даваме млекото, веќе секој месец паѓаме од 40 динара па 38, сега на 36 очекуваме и доле да идеме, значи. Ја давам 18 литра, ама ти ще дава по 20 литра, 15, 16 динара. Да. А колку беше по? До 20 идеше. Сега не се исплачува ова? Абе, како се исплача? Не се исплача, бе, ефтина. Храната е поскапа него млекото ще бъде. Сега млекото е према водата е 0. Од друга страна, во последниве години се бележи осипување на добиточниот фонд, зашто има повеќе причини, меѓу другото и поради тоа што нема кој да се занимава со оваа трудоинтензивна дејност. Немам наш свет, тоа е се у град. Едно време излажаа ги, млади викат, куче касапско, овчарско не бива вика. Покрај ова, сосема се изострува и проблемот со ангажирањето на овчари. Субвенциите за тутун кои ги издвојува државата придонесоа многумина овчари од јуричките села да ги напуштат стадата, со што собствениците на овчарски фарми сега се обидуваат да увезат овчари од соседна Албанија. Пробаме нешто со Албанија, таму некои улават луѓе по 3 месеца, па после имат забрани, па не можат да се вратат натака, не ги пуштат на таквото на границата. Има си некои законски процедури таму. Па ако може на некој начин тие луѓе да се ослободат или да добијат работни визи, како да најдеме работни визи, да може да доведеме некои луѓе да работат. Сето ова, доколку не се промени, уште повеќе ќе влијае врз намалувањето на интересот, но и на тамошното осипување на ситниот и крупен добиток, со што ќе се намалат и вкупните количества на млеко и млечни производи. Во продолжение повторно за проблемот со јазлестата кожа и проблемите кои ова заболување им ги донесе на одгледувачите на добиток. Иако вакцината против јазлеста кожа кај говедата требаше да стигне многу порано, ветеринарите и сточарите се уште ја чекаат. Ветеринарните служби информираат дека во кочани болеста ја нема, но превенцијата мора да биде многу позасилена. Сточарите секојдневно по неколку пати прашуваат кога ќе стигне долгоочекуваната вакцина против болеста, од причина што стравуваат за здравјето на својот добиток.
Од ветеринарните амбуланти со одговор дека кога ќе стигне вакцината, сите ќе бидат благовремено известени. Очекуваме и вакцина да стигне од Агенцијата за храна и ветеринарство за противболеста на чвореста кожа, јазлеста кожа и затоа ќе видиме. Своевремено ќе бидат известени и медиумите и граѓаните кога ќе стигне вакцината и кога ќе се отпочне со вакцинација. Додека да стигне вакцината и додека трае вакцинирањето, добиточните пазари и понатаму превентивно ќе останат затворени. Пазарите се под надлежност на агенцијата со цел да не се мешаат животните. Инаку, покрај набавката на вакцините, превентивно се преземени и други мерки во согласност со ЕУ стандардите и препораките за јазлеста кожа. По усмртувањето на говедата се врши дезинфекција на сите места што биле во контакт со заболените животни, од јадувалиштата, превозните средства, механизацијата, луѓето и опремата. Болеста јазлеста кожа во Македонија првпат беше потврдена на 22 април. За сега има 6 жаришта, но не е исклучена можноста од нејзино натамошно ширење. И следниот прилог се однесува за добитокот. Во Кочани започна акцијата за вадење крв кај овците и козите за испитување на бруцелоза. Минатата година во Кочанско не е регистриран ниту еден случај на бруцелоза кај стоката, информираат од ветеринарната амбуланта Ветмет од Кочани, врз основа на проверката на терен со испитување крв кај овците и козите. Тоа се должи на континуираните акции за испитување на крвта кај стоката и евиденција и вакцинација на подмладокот на стоката против оваа болест, како и одличната соработка со сточарите, вели доктор Ѓорѓе Атанасов, доктор по ветеринарна медицина. Доктор Атанасов информира дека годишното вадење крв за проверка на бруцелозата кај стоката, која секоја година започнуваше во март, годинава започна од средината на мај. Предходните резултати не покажуваат знаци на болеста во општина Кочани. Некаде бројката околу 4-5 илјади грлан овци на кози, меѓутоа бројката ќе биде крајна кога ќе заврши акцијата. Значи тогаш ќе се знае која ќе биде вистинската бројка. Станува збор за заразно заболување, зооноза, значи болест која што е карактеристична и за животните, меѓутоа боледуваат и луѓето. Симптомите на бруцелозата се јавуваат кај гравидните, кај бремените овци и кози, најчесто се сретнува абортусот, значи предвременото раѓање на плодовите. Доктор Атанасов апелира до сите одгледувачи на овци и кози што побрзо да се обратат до ветеринарните амбуланти за да се договори термин за вадење крв за испитување на болеста. Стручните екипи на ветеринарната станица и амбулантите деновиве започнаа и со годишниот попис на овци и кози за 2016 година во поширокиот Кочански регион. Инаку, акцијата за испитување на крв кај стоката за утврдување на бруцелозата е согласно зацртаната програма за превенција на стоката во земјава, која ќе трае до 2020 година, кога и треба да се утврди дали оваа болест целосно е искорената кај стоката. Ете, почитувани гледачи, тука е крајот на денешната емисија. Повторно се гледаме за 7 дена во истото време. Пријатно и довидување.